Европската комисија препорача да се отворат преговорите за членство на Македонија во Европската унија. Високите европски функционери Федерика Могерини и Јоханес Хан од Страсбург и веднаш потоа евроамбасадорот Самуел Жбогар од седиштето на делегацијата на Унијата во Скопје порачаа дека ова е охрабрување за државата. Земјата конечно ги надмина најтешките политички кризи кои почнаа од 2011 година и трае до мај 2017, нагласи евроамбасадорот. Жбогар додаде дека новата влада ориентирана кон реформи преземала чекори за да го адресира прашањето на одземената држава преку контролните механизми за сврстување на демократијата и владењето на правото. И одлучни чекори се превземени со цел добрососедски односи да се промовираат преку стапување на сила на билатералниот договор со Бугарија. Прашањето со името треба да се реши како прашање на итноста. Тој нагласи дека комисијата го препознала тоа што е направено, но дека сега останува земите членки да бидат убедени преку реформите и почитувањето на принципите како добрососедските односи. Да не се брдат шпекулации, бидејќи се уште има простор да се почека исходот од преговорите меѓу Македонија и Грција, нагласи Жбогар. Предлагам прво да одиме чекор по чекор. Имаме прво јасна препорака. И плюс двете земји преговараат во однос на името. Ајде да почекаме и да видиме како тие преговори ќе течат. И со надеж дека ќе донесат резултат, се разбира. Мислам дека имаме уште некои месеци додека земите членки не сетнат да одлучуваат за отворени пристапни преговори. По пресот на европските представници, премиерот Зоран Заев на пресконференција во владата придружуван од дел министри рече дека денес сме чекор поблиску до членството во Европската унија и достигнувањето на европските стандарди. Додаде дека за името имало навистина напредок во процесот и било многу поразлично од порано. Инаку во годинишниот извештај на Европската комисија Македонија беше пофалена и за работата на парламентот, во кој представници на опозицијата биле председавачи на клучни комитети. Беше споменато враќањето на опозицијата во собранието, а Жбогар побари да се осигура дека нема да се повтори настан како ланскиот инцидент на 27 април. Забелешки стигнаа делумно за јавната администрација, за реформите во јавниот сервис, за борбата против високата корупција во која имало политичко вмешување, борбата против организираниот криминал, деловното опкружување, пазарот на трудот, патната инфраструктура и други области.